12 лица се затвориле на куќина слава во прилепското село Дупјачани на празникот Илинден, имено веднаш после ручекот после само неколку часови. Лицата кои што биле присутни на домашната прослава почувствувале омалаксаност, болки во стомакот и диареја, пошто 8 од нив се упатиле на преглед во инфективното оделение во Прилепската општа болница. 2 лица се упатиле во детското оделение, а 2 во итната медицинска помош. Најмладиот пациент имал 6 години, а најстариот 56. На сите лица им е дадена соодветна терапија и се пратени на домашно лекување. Се сомневаат дека добиле труење од скарата која што ја купиле од една месарница во градот, бидејќи освен салата и месо, велат дека не конзумирале ништо друго на прославата. Епидемиолошката служба од Центар за јавно здравје во соработка со инспектор од Агенција за храна и ветеринарство, како и од инспектор од Државен санитарен и здравствен инспекторат, беше направен соодветен санитарно-хигиенски увид и епидемиолошки увид во посочениот објект, при што се земени мостри од храна за анализа, како и брисеви од персоналот, од вработените лица и од нежива средина. Да можеме да потврдиме или да исклучиме дека можното труење е настанато токму од конзумирањето на храната од овој правен субјект. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, доктор Ирина Бухова, истакна дека делот од објектот на месарницата кој што е наменет за подготовка на производи од месо на скара е затворен и со лента од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. И истиот ќе останал затворен се до добивањето на резултатите од земениот материјал. Експертите апелираат до граѓаните да внимаваат со исхраната во лето, кога е изголемен бројот на труења. Да се запазуваат сите оние пропишани мерки со цел да се избегнат вакви непријатни ситуации, а тоа е одржување на личната хигиена, редовно миење на рацете, темелно миење и чистење на намирниците и што се употребуваат при приготвувањето на храната. Исто така храната да се чува во соодветни разгледни уреди, а после приготвувањето да не се остава храната подолго од 2 часа на собна температура. Од Центарот за јавно здравје во Прилеп велат дека првичните резултати за тоа од што настанало троењето се очекуваат во текот на утрешниот ден.